Драги гледачи, добро вечер. Ве поздравуваме од ТВ каналот Кобра и спортската редакција на истиот канал. Се јавуваме во редовниот термин во недела во 19:15 часот со спортските вести и мал коментар на снимката на одржаниот првенствен надпревар во борење слободен стил помеѓу екипите на Бучи Мјака и Илинден од Злетово. Вчера во сабота се одржа првенствениот надпревар помеѓу екипите на Бучи Мјака и Илинден од Злетово. За домашната екипа настапија Лазаров, Танев, Дејанов, Толајджиев, Спасов, Ванчо, Стојанов, Григоров, Ангелов и Вучков. На вашите екрани моментно го гледате Спасов Ванчо. Григоров Мите, кој настапи во категоријата до 86 кг. Ангелов Трајан, кој борбата ја доби без надпревар, и Вучков Данчев во категоријата до 130 кг. Борбата ја доби без надпревар заради тоа што гостинската екипа немаше надпреварувач во овие две категории. Во категоријата до 48 кг настапија Лазаров од екипата на Бучи Мјака и Зарков од екипата на Илинден. Во меѓувреме да ви ги представиме тренерите на екипите, тоа се Ангелов Димчо и Колев, тренер на Илинден од Злетово. Надпреварот го судеа Колев Димитар од Штип и Секулов од Кочани. Колев Димитар од Штип беше делегат на надпреварот. Категорија до 48 кг Лазаров, Бучи Мјака и Зарков од Илинден од Злетово. Младиот и надежен Лазаров во оваа категорија, за оние што следат оваа снимка, ќе може да видат дека во една извонредна борба извојува победа против исто така младиот, но малку поискусен Зарков од Илинден од Злетово. Борачите на екипата на Бучи Мјака уште на самиот почеток ја почнаа серијата на победи со тоа што Лазаров извојува победа во оваа категорија до 48 кг, а со тоа практички почне и завршницата кон походот за освојување на шампионската титула за 1993 година. Бидејќи до крајот на првенството следат уште само два надпревари, а тоа е едниот надпревар кој што ќе се одржи во Скопје помеѓу екипите на Лирија и Бучи Мјака, и после 2 недели од денешниот ден во Радовиш во директна борба за првото место ќе се сретнат екипите на Бучи Мјака и екипата на Спартак Евросвет од Кочани. Овие две екипи заедно со екипата на Балканец од Штип се во најнепосредна и директна борба за освојување на шампионската титула за оваа година. Во есенскиот дел од првенството на Македонија во борење слободен стил, надпреварите се одржуваат според најновите правила на Светската боречка федерација. Судиите се инструирани за новите правила во овој спорт,
што значи уште еден придонес кон унапредувањето на борењето не само во светот, туку и во нашата држава. За важноста на овој меч, иако екипата на Вучи Мјака го доби со висок резултат од 9:1, сведочи и присуството на сите членови на председателството на боречкиот клуб Вучи Мјака, што значи дека има едно извонредно големо интересирање за сите борби без оглед на квалитетот на противникот, што значи дека сите сили се мобилизирани, би рекол, во Радовиш и во боречкиот клуб Вучи Мјака за освојување на шампионската титула за 1993 во овој спорт. Освојувачот на шампионската титула оваа година, бидејќи нашата федерација, односно Сојуз на боречките спортови на Македонија е член на Светската федерација на боречките спортови, тоест на ФИЛА, значи дека ќе учествува и на светскиот куп на шампиони, кој што најверојатно ќе се одржи во Шпанија. Како и секогаш, борењето во нашиот град предизвикува големо внимание, а надпреварот се одржа во спортско-рекреативниот центар 25 мај. Можете да видите преку оваа снимка дека салата е скоро целата исполнета. Надпреварот го следеа повеќе од 900 гледачи. Би рекол, публика која што го разбира борењето, публика која што има спортска култура и публика која што недвосмислено фер и спортски навива и ги бодри надпреварувачите. Победа на Лазаров во категоријата до 48 кг против Зарков од Диленден, 1:0 за екипата на Вучи Мјак. Следна категорија до 52 кг за екипата на Вучи Мјака настапува Танев Роберт, а за екипата на Илинден Крстевски. Пред почетокот на оваа борба да ви известам и за некои спортски избиднувања кои што се одвива денес во нашиот град, односно во општината, и за екипите од нашата општина кои што учествуваа на разни надпреварувања во сите лиги, сите спортски лиги и во сите спортови во нашата држава. Во емисијата која што беше во петокот во спортскиот портрет ви известивме дека ракометната екипа на Радовиш Јако 80, која што се надпреварува во втората македонска лига, гостува на Кочани, на екипата на Макинвест во Кочани. Меѓутоа надпреварот се одржа во Пробиштип заради тоа што домакинот, односно Кочани, не располага со сала која одговара на критериумите за одржување на првенствени ракометни надпревари. Во една извонредна извонредно возбудлива и крајно неизвестна утакмица, тимот на Мак Инвест од Кочани ја победи екипата на Јако 80, односно на Радовиш Јако 80, дури во продолжението по изведувањето на надпревари. Односно во регуларниот тек надпреварот заврши со 17-17. Во полувремето резултатот беше 9:8 за екипата на Мак Инвест. Меѓутоа во продолжението два пати по
15 минути резултатот исто така беше нерешен, односно 21:21. По изведувањето на надпревари, по изведувањето на седмерците, поуспешно беше екипата на МАК Инвест од Кочани, а би рекол поуспешен беше голманот на екипата на МАК Инвест од Кочани, Балтазаров, кој одбрани дури 3 седмерци, со тоа што екипата на МАК Инвест беше победник во овој надпревар. Надпреварувачите, ракометарите на Радовиш Јако 80 овој пат ги напушти спортската среќа. Победата не е резултат на надмок на домашната екипа, туку повеќе би рекол на една поголема спортска среќа. Исто така да ви кажам дека идната сабота во вообичаениот термин во спортско-рекреативниот центар екипата на Радовиш Јако 80 во директна борба со тимот на работнички национал продукт ќе се бори за освојување на првото место во есенскиот дел. Ова е извонредно значајна средба за ракометарите на Радовиш Јако 80, па би било потребно и пожелно сите спортски љубители и љубители на ракометот во Радовиш да дојдат и да ги бодрат своите миленици со едно спортско навивање, да може да ги поддржат како би извојувале победа во овој меч и би го освоиле првото место во есенскиот дел на годинашно првенство. Победа со туш на Танев Роберт во мечот со Крстевски, 2:0 во вкупниот резултат за екипата на Бучимјак. Категорија до 57 килограми за тимот на Бучимјака настапува Дејано Филко, а за екипата на Илинден настапува Антов. Додека го следите, драги гледачи, овој извонредно атрактивен меч, да ве известам исто така дека денес со почеток во 14 часот беше одржан првенствен фудбалски надпревар помеѓу екипите на Јака Плачковица од Радовиш и Кежевица од Штип. Резултатот заврши со 5:0 за домашниот тим. Првото полувреме заврши со водство на Јака Плачковица од 2:0, а головите во 15-та минута ги постигна Панев, односно во 44-та минута Николов. Второто полувреме домакините го добија со 3:0, така што головите ги постигнаа Николов во 53-та и 88-та минута и Назлиев во 67-та. Од овој надпревар, односно од ова првенствена фудбалска средба, вестите и информациите не ги подготви Серафиловски Саре. Готово, идам јас. Овие две борби во овој првенствен надпревар во борење ви ја покажаа надмокноста на домашната екипа во борбата со, би рекол, физички помалку подготвените надпреварувачи на Илинден од Злетово.
Во оваа извонредна борба Дејанов Филко во категоријата до 57 кг против Антов извојува победа на поени, така што резултатот по оваа борба, купниот резултат по оваа борба беше 3-0 во корист на за екипата на Бучим Јак. Од другите спортови да ве информираме дека карате клубот Плачковица денеска исто така учествуваше на првенствен надпревар во Скопје и тој се надпреваруваше со екипите на Охрид и Кисела вода. Во еден турнирски начин на надпреварување, заради заштита на материјалните средства се одржуваат такви турнири во кои што настапуваат по 3 и повеќе екипи. Од овој меч се уште немаме резултати, меѓутоа во текот на емисијата ќе се потрудиме да ви известиме и за резултатите од оваа борба. После ова, Метанка, да му најдеш телефонот на Даневски Мите и да ја прашаш Билјана кој резултат е постигнат? Додека најдеш, јас ќе прокоментирам. Во спортско-рекреативниот центар 25 мај и во организација на истиот, а воедно и на собранието на општина Радовиш по повод 6 ноември, денот на ослободувањето на Радовиш, се одржува турнир во мал фудбал на кој што учествуваат повеќе екипи. Програмата за одржувањето на надпреварите е секој ден после 15 часот, така што, драги гледачи, повелете во спортско-рекреативниот центар 25 мај, каде што со задоволство ќе можете да ги следите извонредно атрактивните средби помеѓу десетина пријавените екипи во мал фудбал од општината. Колку десетина? Крај на борбата и победа на Дејанов Филко во мечот со Анто во категоријата до 57 кг и вкупен резултат од 4:0. Следна категорија до 62 кг во која настапуваат за екипата на Бучим Јак Калајджиев Николчо, а за екипата на Илинден Злетово Стојанов. Да го проследиме овој извонредно атрактивен дел од мечот помеѓу екипите на Бучим Јака и Илинден Злетово. Несомнено дека младиот Калајджиев располага со извонредно големи физички и технички можности и во овој меч тој извојува една атрактивна победа во која што би рекол беше далеку надмукен и супериорен над својот противник. Калајджиев Николчо е перманентно спремен за борење и продолжува со борбите помеѓу своите противници во сите категории и би рекол дека селекторот Насе Насев треба сериозно да смета и да мисли на овој млад спортист, студент на Факултет за физичка култура во Скопје, за настапите на државната репрезентација во борење. Ова е мечот што моментно го следите на вашите екрани во категоријата до 66 кг помеѓу Спасов Ванчо од екипата на Јака Бучим и Лазаров од Илинден. Победа со туш 1:0. Следна борба е категоријата до 70 кг во која што настапува
Спасов Димче. Пардон, се извинувам, во категорија до 76 кг, во која што настапува Стојанов Димче и Петревски од Илинден од Злетово. Ужасно е лоша снимка, не може стане да се Доневски Мимите. Цело време е на припреми. Скопје. Само на брзина нека каже оти оди директно емисија. Кој е нерешен со Охрид? Со Охрид победиле сме. Идеме, Коци. Може. И да следите борбата помеѓу Стојанов Димче и Петревски од Илинден, во која што надпреварувачот на Вучи Мјака го загуби овој меч, иако би рекол постојано беше на припреми, постојано се спрема со првата екипа на Вучи Мјака. Редовно тренира, меѓутоа веројатно во овој момент, во ова борба со Петревски од Илинден, изостана спортската среќа, изостана би рекол денот на Стојанов Димче, така да ова беше единствената изгубена борба на мечот, а и единствената победа на екипата на Илинден од Злетово. Во меѓувреме ги добивме резултатите од одржаните карате надпревари во првата македонска лига. Екипата на Плачковица се бореше нерешено со екипата на Кисела вода, односно резултатот беше 4:4, а во директната борба со екипата на Охрид од Охрид, младиот карате тим на Плачковица извојува победа со 5:3. И покрај настојувањето и советите од страна на тренерот на екипата Ангелов Димче, Стојанов во оваа борба не прикажа доволна агресивност за да може да извојува победа против својот директен конкурент во оваа категорија, Петревски од Илинден. Еве уште еден безуспешен обид на Стојанов да освои поени. И би рекол, потребна е многу поголема агресивност од страна на
Стојанов Димче, ако во иднина сака да ги победува своите противници, да освојува бодови за својата екипа и секако да му се наметне на шефот на стручниот штаб на екипата Ангелов Димче за место во првата екипа на Бучи Мјака. Пред малку го видовте поенот кој што го освои Петревски во оваа борба, така да борбата заврши со победа на поени за Петревски, пораз на Стојанов Димче и единствен освоен поен за екипата на Илинден од Злето. Се најдовчари, Бранче. Се посматрате таму, место кој се да го малтретирам или кој, сам се исклучам на граница. Правили што рече? Се слушали? Победа на Петревски во борбата со Стојанов Димче на поени 5:1. Следна борба во категорија до 82 килограми помеѓу Глигоров Мите, исто така стандарден првотимец на екипата на Бучи Мјака и студент на Факултетот за физичка култура, перманентно спремен спортист, извонредно дисциплиниран на тренизите и на надпреварите и сигурен освојувач на поени, односно носител на бодови за екипата на Бучи Мјака. Во оваа борба Глигоров Митен беше многу по-сериозен противник, многу по-спремен и физички и технички. Во понатамошниот тек на борбата ќе видите освојување на атрактивни поени со технички дотерани зафати, така што противникот на Глигоров Мите не беше дораснат во оваа борба. Еве, ова е еден типичен пример од новите правила на Фила. Противничкиот борац беше во позиција на туш, меѓутоа надвор од местото на струнјачето определено за борење, така што судијата е должен да ги донесе борачите, односно да ги смести борбата да почне во пасивна позиција за оној борач кој што било во ситуација на туш во центарот на струнјачата, односно во центарот на партерот. Еве еден извонреден атрактивен поен на Глигоров Мите, запад на Глигоров Мите, два пати освојува по 2 поени. Ова борба Глигоров Мите ја доби во извонредно технички дотерано борење во секој момент односно во секоја минута на борбата. Во понатамошниот тек од мечот во категорија до 90 килограми Ангелов Трајан, еден од најстариите, еден од најзаслужните борачи на екипата на Бучи Мјака, немаше противник, така што мечот го доби без борба и во категоријата до 130 килограми исто така надпреварувачот на Бучи Мјака Вучков Данчо
извојува победа, односно и донесе бот на екипата на Бучи Мјака без борба, заради тоа што гостинската екипа немаше противник во оваа категорија. Драги гледачи, се надеваме дека ве известивме за сите позначени спортски настани во нашиот град. Екипата